Добро вечер, вие гледате Анализа и добро вечер за моите гости, колеги, новинари, Зоран Иванов, добро вечер, Джелал Незири, добро вечер и Александар Чомовски, добро вечер. Почнуваме со темата која јавноста ја крена на нозе, односно политичката јавност повеќе. Сега, дали е тоа политичко самоубиство или влог во идна политичка, во иднина всушност, политичка иднина, Никола Димитров со неговите, со рафалот обвинувања скоро кон сите, кон Заев, кон Ковачевски, кон Бучковски, па и кон Филипче, кој му возврати прв. Од најстариот, медиумите тоа го нарекоа неговиот денешен настап како политичка бомба, јас би рекол карактерна бомба, ако може да се нарече. Не може да се глуми джентлемен цел живот. Може година, 2, 20 и во политиката, но кога ќе ве погоди нешто како суета, тогаш паѓа и тој атрибут на джентлеменство. И мислам дека джентлемен нели се раѓа, не може да се создава. Имавме за него визуелно, надвор од политиката, поинаков печаток, но денеска мислам дека се спушти таму каде што никој не очекуваше. Да беше, простете на изразот, и за публиката телевизиска, па и за него, нели лично, да беше фраер, нели ова по-скопски. Мислам дека требаше да излезе вака на пресконференција и да каже: луѓе, граѓани, нели, на Македонија, јас земјава и со моја помош и со мој подпис ја внесов во НАТО она што беше желба на 90 и кусур % од македонските граѓани веќе скоро 3, не скоро, не, цели 3 децени. Наместо тоа отиде во една друга реторика што и политичките партии и премиерот се уште актуелен и на социјалните мрежи јавноста изреагира негативно по него. И не верувам дека тоа е влог во негова политичка иднина, напротив, мислам дека ќе му пречи утре во иднината, бидејќи тој не доби подршка од никого буквално. И не верувам дека може да смогне сили да формира нов политички субјект и нешто да направи нешто ново. Да, подоцна за тоа. Не сакам детаљи да зборувам за неговиот исказ од типот на Вашингтон, не знам, амбасадор, не знам, овој виновен, оној виновен, јас сум најдобриот, но тоа зборува, пак ќе кажам, за него и тоа си е него. Добро, не го споменав прв всушност Бујар Османи, најмногу него штедеше, обвинувајќи го за македонските, за позициите, всушност, за позициите на Македонија, на Бујар Османи, на целата влада. Иванов смета дека ова не е джентлеменска порака и манир. Не сметате ли вие, ти всушност, колега, да, Джелал, не сметаш ли дека всушност со ова ги одбрани најмногу што може собствените тврди позиции околу спорот? Јас да бидам искрен, не го слев пресуд на Димитров, што не бев... Ти доаѓаш од пат, да? Не бев тука. Ме брифираше малку Чоми од тоа што успеав да сватам и од одговорот на Зоран. Мислам дека се очекуваше еден ваков епилог или расплет на таа политичка кариера на Димитров, што тој во СДСМ дојде како независен експерт од Холандија. Беше поставен за министр за надворешни работи. Тој е министерот кој го потпиша Преспанскиот договор. Немаше партиски интереси во тие владини меѓупартиски игри, така што може би е реално да се очекува да биде аутсайдер или на некој начин излажан, не само од домашниот политички фактор, туку исто така и од меѓународниот, зашто нели тој може би кога влегол во високата политика од сферата на експертите, влегол може би со мисија да донесе историски резултати. НАТО е историски резултат, членството во НАТО е реализирање на едната од двете стратешки цели, но кога дојде до
интеграцијата во Европската Унија, нели Брисел не успеа да испорача тоа што вети. И токму заради ова, и може би една од причините што Заев се повлече од премиерската функција и од политиката, а исто така и пресуди на кариерата на Димитров. Јас не верувам дека тој во иднина пак ќе се ангажира политички. Тој најави дека би можело да се, ќе говориме за тоа, за можните идни решенија, но вие велите бил излажен дури од меѓународниот фактор. Се чувствува, зашто не, тој баш рече дека Никола Димитров рече дека од меѓународните пријатели, политичари му било понудено. Сметале дека би можел да биде премиер на Македонија. И наместо тоа доаѓа Ковачевски на голема врата. Не тоа, ова второто околу Ковачевски е мое. Тој тоа не го кажа. Но за може би е точно и таа дека имал понуда за премиерската функција. Не понуда, сметале дека може, но сепак би било најдобро решение. Кај нас владите се политички, владите предводени од експерти се покажале како нефункционални. Нели владата на Хари Костов или не знам, не ми текнува некоја друга кој имала. Па и Емил Димитриев, ако беше во ВМРО ДПМН, практично беше не се покажале. Затоа Димитров, како експерт внатре во таа влада, непартиски човек, не верувам дека би било добро решение да води политичка влада. Што се однесува до зборовите што ги искажал или критиките на адреса на Бујар Османи, ние знаеме дека и за време на процесот на преговори со Грција, но и со Бугарија, нели потоа со Бугарија имаме сменети позиции. Се чувствуваше едно ривалство, тензија помеѓу нив, зашто двете ресори се поклопуваа во многу полини. И му ја зеда фотелјата. Токму така. Значи, тоа ривалство најверојатно влијало да го искаже тој став или тие обвинувања кон Османи, но како слушнав и кон останатите министри. Може би е во право, но сепак имаше, успеав да прочитам еден коментар на социјалните мрежи, пишуваше под неговата изјава "умри мушки". Значи, ако остана до крај принципиелен, треба и принципиелно и да замине од влада. Добро, како го обвини Ковачевски? Вели, немаше искуство, ниту знаење. Внимавајте, немаше ниту знаење. Тоа е прилична навреда за човек кој станува премиер. Потоа му пречел и немој на Заев, и на Ковачевски на Заев, вели Димитров. Бучковски, како вели, не беше баш на линија на моите позиции, околу Филипче дека имал ставови различни за мерките против пандемија. Еден прилично озборувачки речник. За дипломат за кој ние мислевме дека од висок ранг и кој ќе излезе во јавноста, бира тајминг, бира начин, бира соопштување на информации кои може да имаат рефлексии во соседството и така натаму. Мислам дека, за разлика од твојата најава, дека тој се обидува да се само промовира за некаква идна позиција, мислам дека он се закопа. За секогаш? За секогаш. Неговиот, еве јас ќе образложам зошто. Прво, настапот на Димитров според мене е еден прилично егоцентричен, што е собствен дел на неговиот карактер на еготрип, на само бендисан политичар. Ако не го фалиш, не е дружелюбив, да речем. Тоа е едната работа. Второ, неговиот настап денеска, во обид да го засенчи кандидатот и владата и изборот, има прилично далекосечни реперкусии. Јас не би доаѓал на нивото на озборување и затоа ми е многу симптоматично како се одважил така да настапи. Прво, Димитров се доближува со денешните ставови до старото јадро на ВМРО ДПМН. Таму каде што тој и татко му реално и мајка му реално припаѓаат. Погледате, денеска
со речиси идентичен став настапува потписател на ВМРО ДПМН Александар Николовски за капитуланската политика на Бугарија. Но не го одбрани ВМРО ДПМН. Не се работи, не, напротив и го нападна. Тоа во политиката значи поинаква реторика. Второ, јас сум вџашен од неговата политички дилетантизам во кој функционираше 5 години во една мултиетничка влада, во која премиерот Заев се обиде да овозбуди една политичка кохабитација на различни погледи, различни национални интереси, тој денеска го одбра Османи. И на начин на кој вели дека нема доверба во Османи. Заради тоа што е албанец, чекайте, Чомовски? Јас тоа сакам да ви кажам. Ако е паметен политичар, требаше јасно да знае. Баш ка мојата визуелна оценка беше зелен при настапот. Дали сте го забележали? Никола Димитров, кој нема никаква трема, денеска беше изваден од кожа и беше со голема тензија. Практично, со нападот на Османи, изврши напад на основните постулати на македонскиот мултиетнички, мултиконсенсуален пристап. Не е проблемот во Османи. Османи не води надворешна политика со лични своји погледи. Има начини кога се усогласуваат и така натаму. Друго е прашањето дали Османи, ако сакал тоа да го каже, требаше да го каже, разговарал под маса за продажба, да речем, условно на така наречените национални интереси, на што тој асоцира. И на крај да завршам. Кому во овој момент, ако тој е голем патриот и македонист, му одговара затегнување на односите со Бугарија, со таква реторика на која настапи, во услови кога ни престои реален прв меѓупремиерски диалог на две нови фигури и во двете средини. И меѓувладина конференција се најавува. И со нова реторика. Да. Тој значи сака да направи, да влезе во ритамот на прашањето кој не го сака договорот со Бугарија. Освен се разбира крајните националисти во двете средини, крајните конзервативни сили. Кој не го сака? Не го сака Србија, не го сака Москва. И јас за разлика од сите други, кои вика дека тоа е американски ученик и дека е експозитура, да речем, на американската дипломатија, после ваков настап, ја би се сомневал што тој човек мисли наспроти перцепцијата дека треба да се постигне договор со Бугарија. И на крајот на криштата, тој не сме да заборави, дека оваа јавност му даде сесрдна подршка, нему и на Заев, во постигнувањето на договорот со Грција, вклучувајќи го и Преспанскиот договор, без притоа, ни во еден момент, албанците да не излезат условно, кажам, Ахмет или ова да каже, пролонгирањето на разговорите и начинот на одбраната на националните интереси со Грција нас не одвлече долго време. И четвртиот важен фактор, Никола Димитров, беше 8 години или нешто помалку преговарач во Њујорк со Метју Нимиц. За на крај, сите него, јас не сакам да кажам, бев сведок на телеграма која има карактер на одреден начин на доверливост, испратена од Вашингтон, од амбасадата, од Димитров, од Њујорк, ствари, која на прилично приземен начин објаснува како би можело да се постигне компромис. Знаете што прв пат заклучив откако ја добив и ја чув тајната телефонска преписка на Милошевски со Груевски околу преговорите со Грција. На иста линија. Не може сега вие да бидете јунак во одбраната на македонизмот. И на тој начин да се сперете од учеството и на доброто и на злото во однос на преговорите кои се прилично деликатни, прилично дипломатски деликатни, исто така можам да кажам, но ако му забележува на Османи, мора да има во предвид дека во деликатноста на тие преговори, во кои он учествувал на индиректен начин, има комплексни прашања. И што ние, што тој доби
денеска тој направи нов генерален напад врз Софија и врз Бугарија. Добро, и врз македонските политичари пред се. Не, за македонските тоа беше напад на македонската политичка ергела од СДСМ. Да, за национално предавство практично ги обвини, ако читате измеѓу редови. Да. Толку, ја мислам дека за обид, успеа да го сврте вниманието кон себе и да ја преземе улогата на влијанието кон новата влада, кон програмските цели. Ние во Македонија не разговараме што тоа новиот премиер Ковачевски иден разговара во 50 страници на иновирана програма до крајот на мандатите. Зошто? Затоа што Димитров нашол време и простор да се само промовира на еден прилично циничен и лицемерен начин. Дали не ви е симптоматично, никој не го одбрани Никола Димитров, дури и ВМРО-ДПМ не го нападна, а беше познато дека е прилично тврд во опозициите во околу спорот. Се надевам дека цела емисија нема да потрошиме на овој настан, но повеќе секуларска можеби тема за политички психолози да се анализира неговиот настан, за кој тврдам политичка анализа правиме. Се шегува малку, веќе до утре, уште утре ќе потраат некои рецидиви од овој настан и ќе биде заборавен ова што го кажа и колегите и политички со ова што тој денеска го направи. Во некоја афективна состојба, не знам, значи не можам да дискутирам на таа линија. Реков, затоа има политички психолози кои умеат да проценат нели карактерот, начинот, моментот, афектот. Не верувам дека е психолог, мислам дека е некаква политика. Се нема во оваа политика. Мислам дека е афект во моментот што кажа... Не, зошто? Што кажа колегите, во моментот кога Никола Димитров беше заменет од министер за надворешни работи и стана министер за евроинтеграција, тоа министерство, додека Македонија не почне активно преговори со Унијата, е англиска кралица. Таму немаш ништо вака, можеш да прошеташ тука и таму по нешто. И уште некои министерства, не знам, за одбрана, од како влеговме во НАТО, ја губа таа субстанца на значење за разлика од надворешно. И од тогаш почне недоразбирањето, ми се значи суетата се покажа дека нешто не функционира. Некој не е или не бил доволно голем во такви кризни ситуации да се исправи, да каже што може, што не може, останува. Вие не можете после 3, 4 или 5 месеци или една година да кажете не се согласувам со некои потези на влада. Извини, кога не се согласуваш, вратата ти е и натаму и наваму отворена. Чекај друга политичка шанса, во таа смисла. Ќе има ли последици? Она што вели Чомовски? Не, јас мислам дека се ова ќе биде заборавено и од бугарска и од македонска страна, дека тој се покаже прво во последното време и не беше како министер за евроинтеграција, не беше некој фактор во тие преговори. Не велам дека не учествувал, сигурно и како човек до вчерашен министер, како преговарач со ова, има големо искуство и така натаму, треба да му се одаде сето признание, историско признание за тоа што го направи со Преспа, со само жртва, помина и тој човек како и таа гарнитура низ бодликава жица, излезе и тој крвав, нели, окрњенен, со стигма од сите страни, од дел од јавноста, од неговата прва матична партија и така натаму, го издржа тоа. Не знам што му требеше ова, кога можеше елегантно да се замине, или може би како Радмила Шекеринска од пред пола година, да си навести кога гледа нема оди и да чека нови политички прилики како експерт. Нели? Таа дали е суета или што е, не можам да... Јас не сум стручнак да ги давам тие карактеристики. Да се подсетиме периодот кога јас мислам дека се смени односот на Димитров кон прашањето со Бугарија. Нели, договорот за добрососедство беше подпишан во 2017 година. И тогаш беше министер за надворешни работи. И се до 2020 година, кога нели се направи таа реконструкција внатре во владата и Бујар Османи го зададе неговото место, од тогаш Димитров како да делува како опозиционер во врска со ова прашање внатре во владата. Немаше некоја значајна улога, но неговите ставови беа се потврди во однос на ова прашање. Мислам дека е доволно мудар и искусен да биде латентна опозиција околу прашањето со Бугарија, од проста причина што мислам дека сите знаеме дека тоа со Бугарија покрај сите оптимизми ќе оди се уште многу тешко. Бугарската страна, видовме и ова на Радев и со која
мирно седи Петков до него после седницата на Советот за безбедност. Тоа единство, тој блок еден, тој зид на нивната од 2019 декларација во Собранието нема ни за милиметар. Нормално дека овие сигнали што доаѓаат од Вашингтон према Париз сега и така натаму, тоа се друга тема, да видиме што натаму ќе случува. Најавата за посетата на бугарскиот премиер, најавата за заедничка седница на македонско, значи некои работи сакаат полека и за бугарската јавност да се тргнат на страна некои теми од типот на Самуил или Гоце Делчев, од некое далечно минато, да се стават на еден друг колосек према Европа, да видиме таму кои клипови, то тешко ќе оди во самата Бугарија, ужасно тешко ќе оди, поготово новиот премиер Петков во друштво со Слави Трифунов партијата и во друштво на поранешните комунисти, на социјалистите, на Корнелија Нинова, додека се тие таму во влада, ја не знам како Петков ќе се справува со Македонија за да ја стави на европските шини. Може би утре во некои такви дисторзии таму, рано е се уште за 6 месеци или за година дена, може би едино, не знам, дел од ГЕРБ или цел ГЕРБ да ги субституира во некоја внатрешно ново мнозинство, ако дојде до некоја внатрешна политичка криза, со тој ГЕРБ и последното однесување, нели, откако паднаја од власт и откако и Захариева ја замолчаја по прашањето на Македонија и македонците ги има или ги нема, Бојко е попослив, но со еден без Бојко, со една таква нова коалиција, можно е Македонија да застане. Каков притисок Вашингтон ќе направи сега во Франција, која и натаму останува, мислам, не расположени за Македонија и за Албанија? Ќе видим. Да, тоа се најавите. Ајде сега околу владата и подоцна пак можеме околу Бугарија и пак ќе го споменам Никола Димитров како символ всушност на она што е можеби символ на она што е Ковачевски, со оглед на тоа што, како вели Никола Димитров, Ковачевски не знаеше како работам јас. Тогаш очигледно дека во списокот на елиминација на Никола Димитров, всушност раката ја имал Заев. И тука се враќаме на старата тема. Дали Ковачевски всушност е продолжена рака на Заев во оформување на оваа влада? За мене тоа е само политички интригантно. Не е најважно во овој момент. И не е најважно дали Димитров знае... Не е околу Димитров. Генерално, дали го има подписот на оваа влада Заев? Сега ми даваш повод за уште една мала анализа. Димитров вели Ковачевски нема абер од надворешни работи. Јас сакам да поставам друго прашање. Има ли Димитров абер од сериозните економски искушенија што ги имаме? Па никој не му го спори тоа. Нема политичар, нема премиер кој така детално се фокусира на прашања кои важат за глобалната стратегија. Зато има министри за надворешни работи. Зато е он премиер кој треба допрва да ги брани или да ги поспешува интересите на Македонија во евроинтеграциите. На крајот на криштата, Димитров досега беше вице-премиер за евроинтеграција. Кажете ми во кој интервју од таа позиција настапил и го предупредил, например, Маричич, што правиш ти во Министерството за правосудство, која е сега во опција на најделикатни и најбрутални напади од меѓународната заедница за клиентелизам, за корумпирано судство и така натаму. Што не го предупредил, што не излезе во јавноста, што, например, не зборува на начинот на кој Македонија се задолжува, тоа е еднакво и економско и надворешно политичко прашање. Што не се зборува за прекинување на пенетрацијата на Кина во изградбата на патиштата. Пазите, кинеската компанија која го гради автопатот кон Охрид за 4 години изгради подводен тунел во Кина. Што е тоа? Зашто тоа не го зборуваат? Не сакам да ви кажам дека тоа е важната компонента на Димитров, но е лесно да кажеш дали некој има абер или нема. Ја, например, за разлика од него, можам да си дозволам луксус, бидејќи не сум член, не сум, но на начин сум наблюдувач или ово. Можам да кажам дека во една констатација може да има право дека не е упатен во деликатните финеси на надворешната, на меѓународната политика и преговарајќи. Меѓутоа, не заборавајте. Како што тој го критикува Ковачевски, јас можам да кажам дека во односите со Софија, македонската политика е жртва на конзервативната дипломатија во која од еден период раководеше и Никола Димитров.
прашањето на попустливост и на исклучивост во овој глобален свет, во кој сега ние ќе им продаваме басма на странците дека македонизмот нема да умре, дека ние сме македонци од памтивек и така натаму. Тоа не поминува. Тој знае, како надворешно политички експерт, какви се во светската геостратегија се одигра глобални игри, глобални преговарачки позиции меѓу мокрите земји. Кај кој тој тропа сега трепаше до завчера дека треба помош, треба интервенција, баравме на одреден начин и посредување, ние на одреден начин преку него, со едно интервју, јас тоа добро го памтам, тој сугерираше на одреден начин пржински договор за преговорите со Грција, преговорите со... И на крајот на криштата. Видите, дајте да видиме. Две личности доаѓаат необтоварени со реториката на традиционалниот македонско-бугарски однос, во кое мислам дека до сега не се сакавме, но многу повеќе се омразивме. Тоа не е својствено за држави соседи. Тоа не е својствено за две држави кои имаат комплементарни економии, на крајот на криштата и од европски агол на посматрање, еве повторно за Димитров, што не насочи некој твининг програма преку Бугарија за македонските реформи, како што тоа се правеше преку Словенија и така, што не ја посвеши меѓуграничната соработка каде што се слеваат огромни пари во изградбата и така натаму. Сега, како да ви кажам, прашањето на позицијата на Ковачевски ќе биде интригантна од важен аспект. Дали е подготвен да ја води владата, во која ќе обезбеди, ќе врати внатрешната кохезивна сила, бидејќи тој има прилично дифузна влада, која во секој момент може да падне на одреден начин. И второ, дали е подготвен да влезе во ризик, да го понесе товарот за решенијата кои треба да следуваат. Прашањето на тоа дали треба, како што Димитров вели, не треба веднаш и сега, дека треба долго и така натаму се преговара, тоа е прашање на методологија, не е прашање на политички ангажман и на меѓународен ангажман. У нас, час поскоро, тоа треба јасно да им кажеме на нашите граѓани, час поскоро ни треба Европска Унија тука. Дури и по цена да почнеме осакатено во преговорите меѓу владите, зашто ние немаме друг начин да ги спастриме нашите политичари на власт. Добро. Ајде одиме со реклами и подоцна потоа ќе говориме зошто влетаа во СДСМ старите кадри, Славица Грковска, Андреј Петров, кој е тука, Игор Ивановски, Шема и Миле Зечевич. Останете со нас. Ајде, се враќаме во анализа. Зоран Иванов, се враќаме во емисијата. И имавте нешто за Бугарија, само да додадете тоа што Чумовски говореше, за односите и за оптимизмот, всушност, Петков-Ковачевски, за двојката. Дека тешко ќе одат ужасно преговорите со Бугарија, таму Петков ќе падне на првата кривина, ако нешто од нивните ставови во однос на Македонија попушти приначи. Јас спомнам додека се таму тие две партии, социјалистите и ова на Слави, таа тврда линија, дури мислам дека Петков, ако сакаше, дали не знаеше уште, дали беше почеток кога ја конституираше владата, ако сакаше со Македонија навистина да ја стави на шините за Европска Унија и да помогне, нели, без оглед на историските недоразбирања и така натаму, кај нас тоа учебници едно друго тоа ќе се исчисти, неспорно е. Заев направи многу, се вложи таму, дури и на штета на својата политичка кариера и на локалните избори, но не успеа. Но Петков не смееше, според мене, ако сакаше да дозволи, дали го направи нарочно или не, или беше, не знам, толку притиснат, на партијата на Слави Трифунов, нели, има таков народ, да дозволи од таа партија, од таа најтврда антимакедонска политичка структура, предводена, не зборам за членовите на таа партија и за гласачите, но за лидерот на таа партија Слави Трифонов, да стави од своите редови министарка за надворешни работи. Таа е уште потврда во однос на претходната.
можеше во тој пазар, нели, коалицијски, дури две своји министерски места да остапи на партијата на Слави, а да стави свој човек за министер за надворешни работи, проевропски ориентиран. Во таа смисла зборувам, што јас сега малку си фантазирам кога би било. Но сега ќе биде ужасно тешко. Ако владата на Петков влезе во некоја криза внатрешна, тогаш со некое друго престругирање, како што реков, можни се. Но се менува и расположението во бугарското општество. Например, медиумите, кои до вчера беа затворени, кои дури националната телевизија имаше емисии со антимакедонски ставови, со гости од Институтот историски на Бан, Чомовски Панте од времето на радио, од времето на Цола Драгојчева, академик, која од Тодор Живко беше поставена за да форсира антимакедонизам, и од тогаш цело бугарско општество од Русе преку Бургас до Благоевград Но добро, и македонската страна не била наклонета никогаш. Единствена шанса е пак меѓународната заедница и Брисел и ова да и кажат на службена Бугарија и на историска Бугарија, ако сакаат, дека историските теми не се услов и не се тема за 21 век, дека може би не се во право, не сигурно еве нека не се во право Македонија и низината политика, нели? Нека си пишуваат тие во своите истории учебници како што мислат дека е, нека остават времето тоа да го решава и на институтите на луѓето кои студираат, идат и нови генерации. Ова со Грција штом се реши, тоа беше неголемиот проблем, не за нас, од Совет за безбедност до Атина и до Скопје. Ја лично мислам дека има шанса Ковачевски и Петков. Кога се работи за македонско-бугарските односи. И тоа по неколку прагматични работи. Прво, доаѓањето на Петков со ова школа западна е еден враќање на една перцепција кај бугарите кога младите, тие ги велат во Софија јаничари во надворешната политика со Соломон Паси, ја избојуваа битката за членство во НАТО, под услов, пазите, беа принудени да го затворат, да затворат 3 блока од Козлодуј, или 2 блока од нуклеарната централа. Второ, двете личности, двете држави во овој момент се исправени пред прагматични предизвици. Ни едната ни другата не може да добијат бенефит од 9 милиарди што Брисел ги насочи за ревитализација на Балканот и особено на при што Бугарија има носечката улога. Второ, што е македонскиот патриотизам? Зашто ние денеска разговараме? Би се согласиле и натаму да продолжи тенденцијата наместо 120 бугари да имаме 240 кои земале пасоши за да одат во Европа. Сакаме ли тоа да го сосечеме во крај? Што значи ни треба Европа? Така, ако ни треба Европа, тоа е за нас најважното економско, национално, политичко и етничко прашање. Сушност вековна столица така била нарекувана, но да се вратиме во внатрешната политика, малку да говориме за оваа влада на Ковачевски. Джелал официјално не го доби мандатот се уште Ковачевски и најави веќе дека се враќа сушност едно старо крило на кое му припаѓаше и Зоран Иванов многу одамна, некое крило на Бранко Црвенковски. Не, добро. Припаѓаш на крило, треба да си во политичка партија. Да, добро, но во таа влада си бил. И сега прашањето ги спомена веќе имињата Славица Грковска, Андреј Петров, Игор Шема, Миле Зечевич. Навистина постоеше, и веројатно се уште постои раскол во СДСМ, но се обидува Ковачевски некако тоа да го смири, да го амортизира. Ќе има ли шанси? Мислам дека тоа е еден од предусловите СДСМ да го истера мандатот до крај. Значи до 2024 година кога се и треба да се случат редовните парламентарни избори. Локалните избори, кои беа една од причините зашто Заев се разочара и се повлече, беа резултат на таа борба помеѓу фракциите. Се чувствуваше дека внатре има еден тивок бојкот на урбаното крило на СДСМ. На интелектуалното, подобро кажано. Крило, заради тоа што не беше
задоволна ниту од начинот како Заев ја водеше политиката, ниту пак од кадровската политика на партијата. Она што Шеќеринска всушност го кажа кога си замина, лекциите не се научени. Кога дојде Ковачевски беше... Неколку пати се побара метла и се побара поинакво делување на Заев и министрите, токму од структурите внатре во ССМ, но тоа од нивна перспектива не се случило. И затоа јас мислам дека имаше тивок бојкот на локалните избори. И сега тој бојкот беше еден силен удар, да не кажам смртоносен за СДСМ како политичка партија, кој потоа предизвика низа на потреси внатре во партијата. Дали Ковачевски има авторитет да ги држи сплотено сите тие, како да кажам, непријателски струи внатре во партијата, јас не сум... Или конците ќе ги влече Заев. Оптимист, но тоа што е резултат на овој состав на владата и предлозите за ресори од страна за кадри за одредени ресори од страна на ССМ, мислам дека е продукт на еден внатрешен компромис помеѓу овие струи и Ковачевски мислам дека е свесен за тоа, да. Свесен за тоа и тој е еден вид на компромисна фигура внатре помеѓу тие фракции, со цел партијата повторно да застане на нос. Сега ќе треба да слушнеме и да гледаме и да се увериме дали Ковачевски има капацитет најпрво да ја стоти партијата и потоа да ги менаџира и различностите внатре во владата. Значи, тоа е комплексно прашање, Зоран, може би најтешкото прашање. Може и најтешкото, зашто нели владата има 64 пратеници, секоја партија може да условува поддршка, па може да излезе од владата, па може пак да се случи тоа што се случи пред Нова година, па да имаме иницијатива за гласање на недоверба и така натаму. Значи, овие кризи може да се повторуваат циклично, ако Ковачевски, заедно со неговиот тим, не успеа да создаде баланс меѓу потребите и интересите на владините партии. Ја мислам дека тоа е голема шанса за Ковачевски. Овие предизвици. Прво да создаде внатрепартиска кохезија. Самиот да менаџира со партиските кадри на начин на кој треба да ја подготви партијата и тој самиот за наредните парламентарни избори. Тој нема лидерско искуство, нема лидерска реторика. И јас го гледам и у настапите прилично технократски речники. Но тука е Заев. Прилично има... Чекайте, до Заев не сум сигурен дали сакате да го вратите со сила на сцена. Тоа не сум сигурен. Второ, Ковачевски Джело има право. Најважната компонента на искуството со менаџирањето е менаџирањето со различните опции и различните интереси, дури и стратегиски, на ДУИ наспроти опозицијата албанска, на овие малите партии кои се обидуваат да ќарат на начин на кој сега го уценуваат. И сосема е сигурно дека на тој план тој самиот ќе мора да учи. Сука би се согласил со Димитров дека треба да учи политичка технологија на одреден начин, иако е долго време во партијата. Мислам дека грешка правиш во начинот во кој се обидуваш на Ковачевски да му го наметнеш Заев како тутор, на технократ како него, во првиот налет. Секојаш може да ја има таа спрега. На крајот на криштата секојаш се подпираш на некој ментор или на некој предходници, за да направи континуитет. Меѓутоа, ја лично мислам, од кој ќе ја осознае технологијата на владење, тој сам ќе мора да бира и личности и методи на владење. Тоа значи дека ќе му го сврти грбот на Заев? Не разговарам така. Значи, сакам да ти предочам дека за Ковачевски и за ова наредна влада има 3 приоритети. Бугарија ја спомнавме. Борбата со корупцијата и економијата. И прашањето како можеме да направиме одржлив развој. Одржлив развој. Дури и... Дали воопшто можеме да говориме за развој прашањето? И со 3% развој. Замислите да сме на 0.
нам ни предстојат сериозни искушенија. Тој треба да направи таков пресврт, да се дисциплинираат и директорите на јавните предпријатија кои се неодговорни во извршувањето на задачите. Притоа да нема пардон ни кон аспектот на заштитата на некој од нив од страна на раководството на ДУИ. Тој ќе треба да се соочи со фактот дека ДУИ во овој момент ја има вертикалата на најважните економски ресори во владата, кои раководат со тоа. И прилично мобилни и јаки ајде јас ке зборам, ти дојка го собереш тоа. Така што тие искушенија веројатно ќе мора да ги преземе ако сака воопшто да биде премиер и особено ако сака да биде лидер кој ќе ја воведе СДСМ во... Јас сега можам да прогнозирам во една губитничка варијанта на следните избори ако не направи пресврт. Повели, ја го земам зборот на сите. Ама ова следните избори здрави, да, тема е дали ќе бидат на пролет, на есен или 24-та како доаѓа редовниот термин. Но сакам друго да кажам. Ова што Билјана го покрена не е точно дека фракциите или струите внатре во партиите имаат влијание, неспорно. Но мислам дека, како и сите влади до сега, главно, предходната влада, режимот, не знам што го нарекувавме на Груевски и на тогашно ВМРО ДПМН, сега овие го нарекува заевизмот, иако не можам да разберам што подразбираат по тоа, веројатно како тренд за стигма, како политички жаргон да се... Па добро, после груевизмот беше логично да се појави некој друг изам. Да. Друго ми е зборот. Значи, не се толку по мене партиите, фракциите влијателни во еден мандат, колку ова што на крај и заврши колегата Чомовски со справување со корупција, со непотизам, со клиентилизам, со тоа што, бидејќи партиите сами по себе и членството никогаш не ја носат својата партија на власт, ја носиме ние граѓаните. Со две реченици од еден мој наслов, власта милува, ама корупцијата урива. И тоа се покажа. Во два наврати, нели, и премиерот се уште актуелен најави метла, се јави една после шарената револуција, нели, да се возобноват надежите за право, правна држава, за... Јас разбирам дека партиите нормално дека треба да удоволат нешто на своето членство, но секој според способностите и на местата кај што припаѓаат. Се направи една таква простетенизат кармакадаша во кадровската политика, да ова што и завршија колегите, ништо не функционира. Генерално не функционира на нивото на потребите, нели? Ова што спомнавте, близок, нели, Иванов, Зоран, ваму или таму, ние никогаш не сме, Билјана, со тебе работеле заедно во иста редакција, колку што се сеќавам, па не сме имале можност да се запознаеме позади камерите или позади Не, тоа воопшто не е во лоша конотација, во време на влада на СДСМ си работел. Зоран Иванов никогаш не тропал на партиски врати или на државни врати, барам работа, нели? Што е факт, неколку пати или 5-6... Но одблиску ги познаваш тие луѓе. Секако 5-6 пати ме бркале од работа поради такви политички околности, нели? Неразбирливи за мене, без образложение, едноставно се менува гарнитура и така натам. И во тие вакуум, нели, кога сум бил слободен, нели, на пазарот, некој тропнал на моја врата да ме покани некаде. Ама тоа не е воопшто во светот на новинарството е нормално и да бидете портпарол и да се вратите како новинар. Значи сум бил точно портпарол на државна нема никаква навреда во тоа. Институција, не на партиска, и од тој аспект не можам да ги знам нате партиските овие, како велат, јавни и тајни дејствија, фракции, струи и така натаму. Само да завршам дека ова сега новата влада со Ковачевски, неспорно дека ќе биде избрана, ќе се соочи точно со предизвици што овде беа спомнати. Треба да се нагласи дека кризата не е само енергетска, македонска. Инфлацијата се заканува, глобална е кризата, нас и сиромашните држави најмногу ќе ги погоди. Значи, тука е ковид кризата, економската криза, социјалната криза, не знам уште која, за ова меѓународен аспект, интеграциите и така натаму не сакам да зборувам. Тоа значи има пред Ковачевски и пред целата таа влада во услови на нефункционален парламент, на парламент кој е постојано под блокада, каде што не можеш да истукаш ни една реформа, каде што ни една одлука или закон за било каква субвенција не можеш да донесеш, а да не бидеш обвинет
дека од страна на, нели, кога не си во опозиција на позиција, да за било што, да не бидеш обвинет за било кој чекор, не знам како ќе се движат, затоа јас, дали ќе трае или не ќе трае, се уште рано, ајде нека почне да функционира владата, да видиме кои мерки прво ќе ги преземе. Мислам дека треба да преземе неколку драстични потези во кои во опозицијата, иако е најавена средба, нема ништо да се случи, бидејќи опозицијата не е подготвена да истрпи оваа власт до 2024 година до редовните избори. Мислам дека деструктивно ќе се однесува до крај, некој ќе рече да, легитимно е, точно, но ако е така, нека си проценат за нови избори до година. Да. Джила, само... Добро. Не очекувам нешто, некаква промена во однос на владењето или начинот на владење од страна на Ковачевски во споредба со тоа на Заев. Исто ќе биде како да е Заев всушност, само нема да биде Заев присутен. Па, мислам дека кога реков дека резултат на натрепартиски компромис, Ковачевски исто така е можеби човек кој како таков е предложен од Заев, па се дошло до такво компромисно решение, што се гледа дека во новата влада се инволвирани, се присутни фигури кои, условно кажано, се од таа урбана фракција. Така што јас не очекувам драстични промени или некој начин менување на целата таа филозофија на владење, од причина што лидерите немаат целосен легитимитет и авторитет да владеат со нивните партии, се додека не се испробуваат на директни избори. Сега Ковачевски како нов лидер треба да биде, да помине некој циклус на избори, да видиме како ќе поминат тие избори, па потоа да се креира околу него таа аура на лидер на партија. Нели со Мицковски се случи истото. Тој беше избран, се гледаше како човек на Груевски, кој го остави на чело на партијата, како таков помина, мислам дека го помина и првиот мандат, но сега веќе кај него се чувствува една, или се гледа, една автономија во водењето на партијата. Освен кога оди во Будимпешта на средба со Орбан и веројатно со Груевски. Тоа да, но и на избори, нели, извојуваше победа на последните локални избори, со тоа во партијата изгради еден вид на авторитет за потоа да може таа филозофија негова за политиката, за владењето, за процесите внатре во државата да ги наметне и во... Добро, победата на ВМРО не беа повеќе гласови. Така, туку им сврте грб гласачкото тело на СДСМ, незадоволните, оние кои се некаква интелектуална елита, делочарината револуција, кои не се партиски определени. Значи, Мезири со право цело време кога разговараме за владеачката партија, за носечката владеачка социјалдемократскиот сојуз, пледира на тоа дека урбаната или не знам не урбаната, можеби јас поинакви термини би употребил, но факт е дека ова што Ковачевски го направи сега со составот, со советници, со не знам генерален секретар и така натаму, оди на една линија на барем формално обединување на партијата и таков сигнал праќаат во широкото членство и во основните организации. Старите кадри, оние кои... Генералниот секретар, новиот генерален секретар Зечевич, сега најави, колку што успев да разберам од медиумите, дека ќе направат се за членството само, така, тоа што се случува на избор на председател на партијата, да го бират, сега да го дисперзира и во општинските организации, додат, предпоставувам, на непосредни избори и тука, како велат, нема љутиш. СДСМ се демократизира и тоа е... Тоа значи, јас така ја гледам обновата на партијата, што мислам дека ќе мора и во ВМРО ДПМН, па и во ДУИ, во сите крупни, поготово крупните партии тоа да се случува, нема друг, тоа е европеизација на партиите и тоа е демократизација на партиите. Веќе да им се одземе влијанието на султаните, на лидерите на партиите, да можат тие по свој кеф или затоа што некој нивни комшија, пријател, роднина им кажал дека треба Билјана да биде на тоа место за после да биде министар. Веројатно тоа
ќе ја демократизира и целото општество и целата држава, не мислам само на Социјалдемократскиот сојуз, на сите партии, бидејќи нашите политички партии се однесуваат кога се во опозиција, се партии како што се обединети, нели, бидејќи се борат сите да дојдат на власт. Кога ќе дојдат на власт се однесуваат како да се во партијата. Така функционираат тие партии, затоа ние немаме демократија. Нема демократија во политичките партии, нема демократија во општеството. Кога говорам демократија, зборувам за елиминирање пак на корупција, на непотизам и така натаму. Во западните демократии, кога некој нивни министер од некоја партија ќе направи гаф, има некаква афера, кај нас тоа ако се случи, цела партија молчи. Таму цела партија, заради имиджот на партијата и заради внатрешната борба, струи, фракции и така натаму, како сакате наречете ги, тоа е демократија. И во Санадер така заврши всушност. И второ, завршувам, кога ќе има избор, па дури на општински организации, не зборувам сега за членство, зошто не јавно, како што сега имаше обид во Социјалдемократскиот сојуз за прв пат, јавно, средба со граѓани, средно со партии, настап на медиуми на двајца против кандидати, тројца и така натаму. Тоа е демократија и се надевам дека СДСМ, ваков или онаков кој сака нека рече, ги отвори тие врати на западните демократи. Да, добро. На крај сме. Еве, уште последното прашање. Незадоволството на Шилегов, и тука пак се враќаме на кадрите, всушност, оние кои беа на Заев и кои Ковачевски ги повлече. Што рече Шилегов? Зошто останува Љупчо Николовски ако нема напредок во борбата против корупција? Зошто би добил всушност друго министерство, овој пат земјоделството, обвинувајќи го и за Оливер, обвинувајќи ги во СДСМ и за Оливер Спасовски што останува на истата позиција? Мораа ли старите кадри, старите министри на Заев да останат кај Ковачевски? Па не мора, ма прашањето е на Ковачевски како мандатар. Од друга страна, не знам зашто Шилегов го валите како репрезент на... Јас ја споменав, се извинувам, и Шечеринска, која каже дека не ги научила лекциите кога беше именуван Ковачевски како наследник на Заев. Од самиот Заев. Кога го спомна Шилегов, ако е точен податокот... Имаше такви информации. Дека градот со прилично големи буџетски средства го оставил со задолжување од 160 милиони евра. Ама така и го наследил. Значи на нула. Не го наследил така. Забораваш дека... Математиките така добро, не сам нека си... Владата на два пати изврши трансфери на пари за санирање на загубите. Кај општините, вклучувајќи го градот. Според тоа е едно аспект. Друго, ако се тие пари резултат на интензивната градба и пробување на социјалниот и општествениот и културниот живот во Скопје, можам и да му прогледам. Но ако тие се сведат само исклучиво на изградба на две линии и два моста, а притоа се изгуби трендот на имидж на метропола, кој ние никогаш не сме го создале, покојниот архитект Богдановиќ, кој беше синоним за Белград. За Белград. Да. Знаете што беше приоритет која го беа избрани? На Белград му треба театри, култура, галерии и образование, и само образование на белграѓани да сватат дека живеат во метропола. Мојата реакција, се извинувам, беше од друг аспект. Ова што Бијана го покрена за демократизација на узурпира малку и за джел време на крај. За демократизација, ова што Шекеринска го кажа, тоа што Шилегов реагирал. Да. Камо среќа, што повеќе, појавно да реагира за состојбите во внатрешните партии. Да. Тоа е перспективата на политичкиот живот. Се друго... Без дебата и диалог и компромис нема демократија. Од таа призма ги гледам тие реакции. Да. Мислам дека Ковачевски бил на некој начин задоволен од перформирањето на Спасовски, на министерот за Љупчо Николовски, како министер за земјоделство, зашто не е за вице-премиер за борба против корупцијата, тоа беше секако дека една функција која
не знам какви резултати даде, барем јас не сум Знаеме, сите извештаи на меѓународните институции и организации покажуваат какви резултати има во борбата против корупција. Нема институции, додека нема институции, нема има корупција. Нема смисла да пусти една таква функција внатре во владата, се дека нема значајни резултати во борбата против корупцијата, а се исход на работата на тоа министерство. Но се гледа дека Ковачевски може би бил задоволен како го водил Министерството за земјоделство. Не бил како бил присутен, од каде знаел како го води Министерството? Може би има информации од... Јас не можам да судам како се водело тогаш Министерството за земјоделство, не јас следам таа област, но кога станува збор за принципот, може би принципијално се договориле Ковачевски да ги бира овие ресори и може би Ковачевски водил сметка и за тој баланс. Јас нон-стоп инсистирам на тие фракции внатре во владата, но веројатно би требало најдобрите министри да бидат преземени. Кога сме кај принципите, јас мислам дека тогаш Шидегов има право. Ако некој замена од ССМ и од владата заради тоа што превзеде одговорност за изборниот пораз, тогаш која е логиката овие двајца да бидат повторно дел од составот. Но сепак јас мислам дека целата грешка се случи што централната власт се стави во корелација со изборните резултати на локално ниво. Но тоа беа повеќе национални, затоа што всушност пораката беше на национално ниво. Водењето на политиката на СДСМ беше во прашање, а не многу помалку локалните избори. Но година пред тоа, значи не може да се случи толкава промена во врска со... и големи афери имаше во последно време и заради тоа. Поразот на локалните, ова што велите вие некако референдумски, ако лидерот на партијата поради од тие причини, од тој пораз поднесува оставка, логично е дека новиот председател на партијата и новиот мандатар сака да обедини партијата, што и се случува, ова што цело време Ли Джейл зборува. Ако веќе има компромис во партијата и во партиските тела, од сите струи по нешто да се обликува новото тело на партијата околу обединувањето, нормално таа рефлексија и во извршните органи и во институциите. Но и секогаш ќе има незадоволни. И во владата да е компромисот до некаде и не може идеално решение, ниту па премиерот и мандатор да има никој да биде среќен, а да има подршка во исто време од целата партија. Ние разговараме за влада на СДСМ или за влада на Република Северна Македонија. Ако разговараме за ова второто, ние не разговараме на едно од клучните прашања. На крај сме. Каква ќе биде улогата на ДУИ во обезбедувањето на стабилноста на оваа влада? Во услови кога има огромно незадоволство од клиентелизмот, од перцепцијата на субституирање на вина за дел од виновниците кој дел од албанското гласачко тело ги гледа пред себе. Тоа не може да бидат успеси на ДУИ, а не успеси на македонците. Не може да разговараме како се запали болницата и за тоа да биде само исклучиво Филипче виновен, а целата нивна номенклатура од дух на воспитување и манири, дека не може да се влегува во болниците, да се раководи и да се менаџира со болниците исто така, да биде субституиран. Ние денеска разговараме со човечки аршин. Беса, како сака владе со се што се случува со Беса, која на индиректен начин, и тоа треба јавно да се каже, има директни конекции со Мала Речица. Ако ДУИ не се спастри на начинот на кој, како што самиот Ахмети често вели, мора да ја озелениме, да ја прочистиме, јас тоа така го гледам, да ја прочистиме партијата од доволните цивилни јатаци на нивните борбени единици, тогаш не сме направили ништо. Последната вест денешна практично беше дека одземена лиценцата на Беса Травел, во Беса Транс се уште не може да влезат инспектори.
Но за тоа не се виновни, зашто сметаш дека тоа се судските органи и инспекцијските органи. Да, меѓутоа, пазете, парадоксот е што со дел од нив раководат кадри на ДУИ. Како и да е комплексноста на прашањето, на водењето на идната влада, не зависи само од Ковачевски, зависи од неговата умешност како ќе менаџира. Ние мора да разговараме, да ја ставиме под диоптрија и целата политичка мимикрија на оден начин во владењето на ДУИ во рамките на владените Има се цела нова Да, емисија. јас ви благодарам што не гледавте, мора да завршиме тука. Ви благодарам. Пријатно.